Пред известно време излегла од печат 2 тома на избрани дела на покојниот Јован Бошковски, писател од нашата прва генерација автори, писател кој што секако има забележано место во развитокот на нашето прозно творештво, на нашата литературна есеистика и театарска критика. Во првиот том се поместени неговите раскази и романот Солунските атентатори, а во вториот том се неговите театарски огледи, главно од книгата Племенета игра, и прикази и критики од областа на книжевноста. Она што пред се не интересира, тоа е прозното творештво на Јован Бошковски, неговите раскази и кусиот роман Солунските атентатори. Најнапред треба да забележиме дека во тоа творештво постојано се е присутно барањето на темата, барањето на својот авторски свет. Бошковски на извесен начин се труди да биде во текот на оние најактуелни настојувања во литературата, така што во доста случаи, во доста раскази, ја изневерува својата основна вокација, својата основна преокупација, тоа е неговата органска, неговата вистинска творечка припадност кон темите кои произлегуваат од градскиот живот, од оној амбиент во кој што Бошковски е созревал како личност и како автор, и во кој што и ги нашол темите и содржините за своите најдобри раскази. Треба да се укаже на тоа дека оние раскази од НОБ, ги има неколку тука, некои раскази кои што имаат една творечка и една творечка определеност да пласираат некои проблеми, било општествени, било морални, дека во нив Бошковски е далеку под нивото на неколкуте раскази кои што се чисто лоцирани во амбиентот на градот. Тука пред себе го истакнал расказот Човек на покривот, еден од веројатно најдобрите раскази во нашата раскажувачка проза. Забележливо исто така дека тој мощно суверено владее и со материјата од нашата историја во романот Солунските атентатори, дека таа материја ја обликува во една мощно приемчива, во една читлива форма, во една литературна конструкција, во една композиција која што секако укажува и на умешноста на авторот, а и на неговото префинето чувство за оние текови кои што навираат во ова време од таа наша традиција, од тоа минато. Може би е и она што Бошковски пред смртта го работеше, точно ориентирано во таа насока, во насока на едно барање низ историјата, низ оние судбини кои што секако се и драматични, а и релевантни чисто за овој миг, за ова наше сваќање на нацијата, на минатото, на оние текови на традицијата врз кои што сега како цивилизација се надоврзуваме, во чиј што континуитет постојано се наоѓаме. Значењето на овој автор секако треба да се бара и во неговата приврзаност кон театарската игра, во неговото познавање на сцената, на драмската уметност, на драмата како литература, на представата како изведба и во неговото сериозно и успело вдлабување во тие проблеми со кои што тој
како автор и како работник долго време живеел. Треба уште да се каже дека она што Јован Бошковски значи во дометот на нашата раскажувачка проза, на кусиот расказ пред се, секако не е меѓу литерарните врвови на нашите постигањата на македонската литература во тој домен, но дека неколку негови раскази секако заслужува да влезат во секоја антологија на кусиот расказ. Во размислувањата за еден автор, кој што го завршил своето дело, не е без значење и тоа како тој повлијаел врз средината, врз она литерарно милје во кое што создавал, какви влијанија остварил, какви текови зацртал и што од неговото творештво останува како еден патоказ, како еден почеток кој што натаму треба да се следи. Убеден сум дека тука не е таков случај, дека овој автор значи она што значи со своето творештво, дека на тамошни импликации неговите дела нема да имаат во некои други преокупации на други автори, дека нема да биде следен, дека нема да биде патоказ, но дека она што го направил честно, со една свест за она што го работи, за она што го прави и за свест за димензиите на својот талент и на својата литература. Човекот на покривот. По таванските скали се искачи прво на терасата, што служеше за сушење налишта, а потоа на покривот од куќата. Се најде одеднаш опколен од покриви како среде мртви заледени бранави. Од тука, од високиот покрив, на шестокатницата се гледаше далеко и пред погледот се откриваше еден голем дел од градот. Купиште расфрлани покриви со ретки процепи од улиците под нив, со грдите опачени од куќните фасади и безредно нафрлани тераси, балкони и посивени ѕидови што свршува некаде долу во дворовите исто така полни со неред. Беше сам на покривот еден човек меѓу патинираните обезбедени пирамиди од покриви, посипани со исушен хумус во керамидите, еден осамен човек застанат над куќата и над улицата од која оздола идеше мирис на лесно живнување, попладневната замленост на плочниците усвитена од пекот на јулското сонце, кое сега се кршеше зад аглите од повисоките куќи на работ од градот. Беше човекот тука сам, не баре поблизу до небото и до тишината на голото сиво пространство. Колку е мирно тука, помисли. Така баре му се стори во првиот миг, а само да се заслушаше по тенката горка на бетонот од ова масивно куќиште, под себе, низ него ќе проникнеа оние нечујни шумови што несносливо бучат во него и сега, она крештаво кркорење на радиото со прегорен електролит, клопоткањето на садовите во кујната и нервозното марморење и трескање со вратите од жената, сите тие неподносливи звуци што се собира во непријатна бучава во главата и од кои мораше да избега и да дојде тука на покривот. Само два чекори го деле од работ на покривот виснат над бездната на улицата. Тој направи само еден чекор, а со лесно наведнување на телото го надомести оној другиот чекор. Го зафати веднаш едно вртоглаво занесување и виење на свеста, што се јавуваше секогаш кај него на височина. Но тоа не беше, знаеше, физичко губење на рамнотежа, туку нешто како останување без натрешна потпирка пред чувството на длабочина под себе. Сега на покривот, над истиот оној празен простор, стои човекот што тогаш беше дете и тогаш гледаше оздола со отворени зеници и запрен с див кон височината што му се чинеше недосеглива, кон работ на покривите. Стоеше сега поднаведнат, а сепак достатно задржан од железата околу рацете, затегнати со сигурност на таа улична празнина. Кога сега помисли
Кога сега би го наполнил празниот простор под себе со своето паѓање и со еден крик, нивниот крик, кога би ги собрал раштрканите луѓе околу една црна сенка на плочникот, без музика и без рефлекторска блештавост, само со тоа меко, нечујно и невидено паѓање, од кое би останало само една црна сенка на плочникот. И како да тргнува во тоа меко летање низ празнината, во тоа долго паѓање во длабочина, човекот се наведна со целото тело напнато во лак на вртоглавата празнина. Железата се засекоја до силни физичка болка и нивното остро присуство предизвика едно нагло враќање, отфрлање на телото назад кон сигурноста на железата околу рацете. Долу, на четвртиот кат, знаеше крештаво за кркоре радиото со прегорен електролит, живна и други шумови од дворот и низ отворените прозорци на куќата. Меѓу нив се провлече неколку пати гласот на жената, го викаше, го позна гласот меѓу искинатите шумови. Остана така на покривот, само се одвои од железата на рекламата за аспирин и се потргна да чекори од работ на улицата. Жената го викаше наглас некаде оддолу, од утробата на куќата, но тој не се огласи и не појде натаму. Остана тука на покривот. Со погледот шеташе по покривите од околните куќи, во тој сплет од нерамни и испревртени кубови, го гледаше низ измаглината на квечерината.